Наместо згради, жителите од Сењак 4 во Штип бараат паркови и спортски терени. На просторот каде некогаш имало фудбалско и ракометно игралиште, изградено во 2001-та, на иницијатива и ангажман на самите жители, сега има само трева. Во меѓувреме, иако тука и обстојуваше и 3 клуба на локално ниво се надпреварува на овој терен, локалната самоуправа, предводена од претходниот градоначелник, овој терен го пренаменила за некоја стамбена изграда. И тоа не е реализирано и ние граѓаните ќе бидеме упорни и да не се реализира, да овој простор се издаде за градежни парцели, него ово да остане спортски центар. Од локалната самоуправа ја подражуваат иницијативата на овдешните жители, но локацијата која тие ја посочуваат веќе има друга намена, тврдат оттаму. Следниот проект кој ќе биде идната година завршен, тоа е нова детска градинка која ќе биде лоцирана таму на просторот каде се наоѓаат сега пералните. Нови проекти кои се работат во наредниот период е улицата Борис Крајгер, од Елкос па се до салата Јордан Мијалков. И планираме да асфалтираме улицата, значи од салата Јордан Мијалков, тој е дел од Лески кој оди се до населба Баби до школата. Значи прв приоритет ни беше да направиме улица Сремски фронт како артерија на таа населба која поврзува повеќе населби, Баби, Дузлак, Сењак, Автокоманда, 8 ноември. Втор приоритет беше да направиме улица Джемел Биједич. Трет приоритет ни беше да го направиме спортското игралиште за тенис. Угада го работи мултифункционалниот терен, што ќе биде голема придобивка за Сењак. Инаку во овој дел од градот живеат околу 10.000 жители и ним им треба и градинка и спортски терен. На неколку метри оддалеченост од овој дел е спортската сала Јордан Мијалков и не е исклучено во нејзина близина дел од просторот да се адаптира за мултифункционален спортски терен.